Здраво, да дојдовте во уште едно видео каде што ќе збориме за транслација, односно синтеза на протеини. Односно, во минатото видео видовме како од една ДНА верига ќе добиеме РНА транскрипт, кој зависно дали се прокариоти или еукариоти, ќе се процесира и после ќе иде во цитоплазмата и сега од него треба да добиеме протеини. Па транслација е синтезата протеини. Како од овој РНА транскрипт добиваме протеински молекули. Како на крај добиваме протеини кои се изградени од аминокиселини. Односно, како да го прочитаме кодот кој се наоѓа во месенџер РНА-та. Значи, ова се случува, пред ќе направиме еден краток увид, во рибозомите, кои се мултимолекуларни единици, за кои ќе ги спомнеме подоцненијата градба. Сега што кога го откриле ДНА, во 1953, Вотсон и Крик го наметнале концептот дека информацијата од ДНА мора да се пренесе некако за да се направат протеини, ама не спакеле како, бидејќи имало 20 аминокиселини, значи аминокиселини, amino acids, ама имало само 4 можни, значи на секоја позиција може да има една од 4 азотни бази, значи или да има аденин, или да има тимин, цитозин или гуанин. ГО е лошо. И на тој начин не би можеле да се пренесат сите информации. Сега, ако користиме групација од 2, тоа би било 2, односно 4 по 4, односно 4 на квадрат, тоа е исто. Тоа е еднакво на 16 можни комбинации. Ама ние имаме 20 аминокиселини, така 16 е многу малку. Тошка со проста анализа предпоставиле дека тошка се користат 3 азотни бази, односно 4 по 4 по 4, односно 4 на трета, што е исто со 64. И сега 64 е многу па, бидејќи имаме 20 аминокиселини, а 64 можни начини, но сепак тоа е одговорот. Нормално, до ова решение не се дошло така со ваква ептен проста математика, но тој е основниот концепт на размислување. И сега сватиле дека 3 бази, значи имаме база X, Y и Z, од тој ланец, кодираат за една аминокиселина, требало да се дознае која секвенца од кои бази даваат која аминокиселина да се внесе. И за тоа да го откријат, тоа го направиле научниците Ниренберг и Матеи, кои во раните 60-ти години на минатиот век го дешифрирале кодот користејќи вештачки синтетизирани едноверижни месенџер РНА. Значи, кој имаше една месенџер РНА која се транскрибирала од генот, таа има многу различни бази, значи може да има аденин, па има урацил, па има цитозин, па има гуанин, па пак има аденин, па аденин и така натаму. И сега многу е тешко да знаеш дали почна да се чита од тука или од таму или не знаеш по кој редослед, така да они синтетизирале вештачки, ја ставиле РНА полимеразата во раствори, ставаат урацил самоставили и направиле на верига која била целата У и така натаму. Односно поли У верига се нарекува тоа, значи поли У верига. И сега тоа го ставиле во епрувети, кај што земале 20 епрувети, значи земале 1, 2, 3, 4, така натаму, 20 епрувети. И во секоја епрувета ги ставиле сите аминокиселини, но разликата е што во секоја епрувета една од тие аминокиселини била маркирана со радиоактивен изотоп. Речеме, во првата имаме аминокиселината пролин. Мислам, ги имаме сите аминокиселини, ама аминокиселината пролин е маркирана со радиоактивниот изотоп. Во наредната лизин, во наредната аргинин, во наредната хистидин, тирозин, серин и така натаму. И по една аминокиселина била маркирана со радиоактивен изотоп и ги ставиле оваа поли У верига внатре во секој од тие раствори, исто со течноста која ги содржал сите аминокиселини со се маркираната. И на крај, отколка се формирале протеините, мислам, се формирале протеини само во
во секоја епрувета, бидејќи во секоја ги имала сите аминокиселини, но во таа епрувета каде што сензорот покажувал дека радиоактивниот изотоп се наоѓа во протеинот, значи радиоактивниот изотоп се наоѓа во протеинот, а не се наоѓа горе во растворот, значи во другите епрувети бил горе во растворот, некаде. Ајде го нацртам malo по. Значи како што имаме епруветата, имаме раствор. И сега се направиле доле протеини со помош на таа поливерига, али во растворот останале другите аминокиселини, што не се искористиле за правење протеинот, така? Сега не знаат што е направен протеинот, ама поентата е, бидејќи направиле многу експерименти, така, многу имало вериги, многу епрувети, во таа епрувета, каде што го нашле радиоактивниот изотоп дека се наоѓа во протеинот, знаеле дека таа епруветата каде што го маркирале фенилаланинот, и го виделе дека тој се наоѓа доле, значи тој е протеинот кој се формира со УУУ секвенцата. И бидејќи е УУУ секвенцата, односно полиу, не е важно од каде почнало да се чита. Значи кај била рамката на читање, бидејќи од каде да почне исто ќе биде триплетот урацил, урацил, урацил. И со тоа откриле дека секвенцата од УУУ кодира за фенилаланин. Значи за фенилаланин. И исто да го направиле со другите три бази, значи со С, со А и со Г. И нашле која аминокиселина се кодира од секој нив. Направиле едноставно поли С, поли А, поли Г и така натаму. Сега проблемот е кога имаш комбинации. Значи ако имаш, да избришаме ово, некоја секвенца како АУ, што е тешко да се направи, но не знаеш дали е АУА или УАУ. Кој дел се прочитал, бидејќи тоа се различни аминокиселини би се кодирале. И тука е малце проблем да се заклучи како тоа се го направиле, но со многу експериментирање, многу пробување и многу математика ги добиле потребните информации и ја формирале следнава табела. И ова е табелата која ја знаеме денеска. И сега гледаме дека тука има некој стоп пишува. Но поентата е, се гледа, значи слични триплети од бази кодираат за слична аминокиселина. Значи тие три азотни бази кои кодираат за азотна киселина, например С, А, С, ова се нарекува триплет од бази и исто така се нарекува кодон. Односно, на некој начин овој триплет од три последователни бази или три последователни нуклеотиди се еден вид на зборови, значи еден вид на зборови во записот ДНА кои нели се наоѓаат и едноставно биолошките системи може да го прочитаат тој запис и да кодираат потребните протеини. Сега тука нема точки запирки, односно на некој начин има точки, значи крајните секвенции, вие дека што ги гледате како стоп што се бележи со црвено, значи еве сега ќе напишеме една од нив УАА. Тоа е стоп секвенца, односно таа секвенца не кодира за ниту една аминокиселина. Кога ќе стигне до незе, има понатаму ќе збориме, релисинг фактори доаѓаат и се прекинува процесот. Значи имаме три такви, тоа се УАА, УАГ и УГА. Вие се значи терминацијски или стоп кодони. Сега добро, со тоа се прекинува синтезата, ама со што се стартува? Се стартува со секвенцата АУГ. Земам со темно сино боја, односно виолетова. АУГ. Значи кога ќе се сретне таа секвенца, еве овдека, таа кодира за метионин и со нејзе започнува да се чита кодот, да се чита месенџер RNA-та. Сега тоа не значи дека секоја аминокиселина, секој протеин почнува со метионин како аминокиселина, бидејќи потоа има ензими кои ги кратат метионините, иначе ќе ни требаше многу метионин, а вака само се рециклира метионинот постојано. И ова нели ни покажува дека всушност месенџер RNA транскриптот кој сме го добиле, бидејќи е комплементарен на
урнек веригата од која се транскрибирал, имаме една коленијарност, односно успешно пренесување на информациите од ДНА преку РНА до добивање на протеини, за кои ќе збориме сега понатаму. И сега, како што можевте приметите, освен старт кодонот, кој со која боја дека за да се познава, зелена ќе земам, освен старт кодонот, кој е метионин, и трите стоп кодони, значи остануваат 60 други кодони. Од 60 кодони се кодираат преостанатите 19 аминокиселини, бидејќи метионин кодира старт кодонот. Произлегува дека кодоните се повторуваат. Односно, например, имаме овдека значи имаме CU, CUC, CUA, CUG, сите кодираат за леуцин. Така, значи имаме многу повторливост, и овој феномен, односно се нарекува повторливост, односно редундација, не е подеднавко застапена за сите меѓукодони, за сите аминокиселини. Например, метионинот и триптофанот се кодирани само со по еден кодон. Значи метионинот беше тука, триптофанот не можам да го најдам. Ева го. Значи, ете го триптофанот. Тие се кодирани само со еден, додека некои се кодирани со многу повеќе. Например, добро, леуцинов е дури со 6 кодони. Така да нема некоја си шара која би можеле да најдеме, но не е недвосмислен. Например, иако имаме една аминокиселина, например, да земеме леуцин, е кодирана од 6 различни кодони, немаме обратен случај. Немаме еден кодон кој кодира повеќе аминокиселини, значи 6 аминокиселини. Значи немаме обратен случај. Може една аминокиселина кодирана од повеќе кодони, ама не може еден кодон да кодира повеќе аминокиселини, бидејќи би се јавиле многу грешки. И овој генетски код за кодирање на различни аминокиселини е универзален, значи кај сите организми, само со една разлика, кај тоа што секвенците УАА и УАГ не кодираат, значи овие што се стоп секвенци кај сите други организми, кај некои организми, некои бактерии не кодираат како стоп, него кодираат за глутамин. И се уште не е јасно зошто има некои вакви мали разлики, но сепак најголем дел е универзален. Значи, некој начин, со еден пример, тој како еден ист јазик, само има различни диалекти, ама граматиката и се си останува исто и најголем дел од збороите со некои многу мали промени кај организмите. И сега треба да спомнеме една многу важна работа, односно од кај се чита кодот. Сега, мислам, ова било тешко точка на учениците го сватат денеска, знаеме, но поентата е ако имаш еден код, како, да знам, црна боја, значи како што ово е тука, можеш, и сега знаеме дека AUG е старт секвенцата, но иако е старт, ако почнеш да читаш од првата буква, ќе ја добиеш оваа секвенца, значи метионин, тирозин, аланин, цистеин. Но ако почнеш да читаш од втората буква, ќе добиеш сосема друга секвенца, ќе биде цистеин, метионин, хистидин, аланин и така натаму. Исто и за третата, ако почнеш од третата. Сега ако почнеш од четвртата, исто ти се фаќа како да си почнал од тука. Така да нема некоја разлика освен првата аминокиселина, но понатаму другите ќе останат исти. Значи рамката за читање, од кај почнеме да читаме, е многу важна. И всушност постојат 6 можни рамки, иако дека има 3, нели реков, ако идеш на четврта да се прескокнува, но бидејќи имаме две вериги од генот, 3 за секоја верига и всушност се 6. И сега знаеме дека се почне од првата база за читање и овие непрекинати низи од кодони исто така се наречени отворени рамки за читање. Иако се почнува од AUG, значи од првата секвенца, всушност тоа не е почетокот на месенџер RNA, значи како што имаме месенџер RNA, тука ќе направиме.
Овдека, да речеме, во овој опсек се наоѓа овој код. Така, значи, овој што го имаме овдека, например. Овој код се наоѓа во тука опсек кај што бежа со црвените линии. Сега во минатите видеа нели зборевме дека има сплайсинг, се тргаат интроните, се тргаат, се сместуваат екзоните или се прави алтернативен сплайсинг. И исто така се ставаат 7-метилгуанизоидна капа, исто се става полиаденилатна опашка. И сите тие работи се прават, но сепак има делови кои не се читаат. Значи, да речеме, ова е 5 прим крајот, ова е 3 прим крајот, и има делови кои се нарекуваат UTR, што доаѓа од Untranslatable Region, непреведлив регион, и тоа е 5 прим UTR, кој не се чита, и имаме 3 прим UTR. Сега, зашто се овие тука, ако не се читаат, зашто не е сплайсингот само не ги отстрани, се смета дека имаат некаква функција во одржување на стабилноста на целиот месенџер RNA транскрипт. И затоа неверојатно остануваат, но се уште не се знае нели со сигурност. Така да, кодирачкиот, односно старт кодонот, се наоѓа после тој регион, значи тој би се наоѓал овдека некаде. Значи тука би имале А, У, Г. И понатаму дали ќе си се чита како што си оди. Сега ова е многу важно, зашто на пример ако дојде до не знам мутација некоја или делеција на одредена азотна база и на пример да земам со црна боја повторно, го избришеме тука Г-то, при оваа позиција тука сум. Тогаш кога се чита, исто ќе си биде глицин, ама наредното ќе биде GCA, што не е исто како што било. Ќе биде друга аминокиселина. Сега може да се случи по случајност да биде истата, ама точка па наредната ќе биде променета. Наредната ќе биде UCU, наместо да биде, значи наредната ќе биде UCU, наместо да биде како што си била, а тоа е AUC. Значи имаме промена, наместо да биде AUC, ќе биде UCU, бидејќи се поместило за еден десно. И сите аминокиселини до крајот ќе се променат. Така да една промена, значи едно бришење на едно од овие азотни бази, настанува промена на целиот ген понатаму, што може да биде многу катастрофално. Односно, ако е промена само, значи ако не се избрише, него само се промени и тука, не знам, трето се стави А или нешто, ако тоа се совпаѓа дека у табелата да кодира иста аминокиселина, тошка нема некаква разлика. Да видиме. Беше GCC, GCC кодира, да го најдеме, GCC аланин. Така, сега ако третата буква ја сменам во GCU, не ја избришам, него само ја сменам во урацил, исто ќе се биде аланин, нема ништо да се промени, мутација, но не е некоја си многу значајна. Сега малце да го разгледаме процесот на транслација, општо, па понатаму ќе видиме малце по-специфично. Значи го имаме месенџер RNA транскриптот кој содржи азотните бази по даден редослед, значи ги имаме азотните бази по некој си редослед. И друго што ни треба е рибозомот, кој понатаму ќе збориме подетално за неговата структура, да се создадеме мала субединица и голема субединица. И сега не иде баш вака процесот, бидејќи првим треба да се постави транспортната RNA, но поентата е сега за да направиме протеин, потребна ни е транспортна RNA, која ќе ја бележиме со црвена боја, која ќе ни ги носи аминокиселините, значи ќе ги носи аминокиселините до рибозомот, каде што ќе се редат една по друга и со цел да направат протеин. Сега. Значи транспортната RNA, која бележиме како T-RNA, има дадена структура за која ќе продискутираме, но сега ќе ја нацртам, значи само вака, која на својата површина, мислам на едниот од краевите, значи да го бележиме како
овој тука крај, има антикодон. Сега, што е тоа антикодон? Да речеме, кодон рековме дека е триплет од три последователни, односно триплет, сушност е последователни азотни, односно нуклеотидни бази, кои се наоѓаат на месенџер РНА-та. Значи, еден триплет од бази, рековме дека е АУГ. Ама најде не го взимаме тој старт кодонот, него да взимаме некој си триплет од бази, рандом, нека биде C, G, G. И сега го имаме тој триплет од бази, кој иде, ова е важно исто, од 5' кон 3'. И ова се нарекува кодон. Сега, за да се врзе ТРНА, кој треба да се врзе со водородни мостови, односно со водородни врски, треба да биде комплементарна на овој кодон. Значи, чека дека сега да го нацртаме повторно, да го напишеме. И со тоа како ќе знаеме кои се комплементарни на овој кодон. На Г комплементарна е С и овдека е С. Ама исто се спарува во обратна насока. Значи, ако ова беше 5', ова беше 3', ова вдека ќе биде 5', значи, дај да го бележам со друга боја, дека ова е со црвена дека биде, бидејќи ова е од антикодонот од транспортната РНА, GCC, каде што овој крај е 5', а другиот крај е 3'. Значи иде обратна насока. Значи, ако 5 иде вака кон 3 на антикодонот, иде 5 кон 3 на кодонот. И спрема тој принцип на комплементарност, тие се врзуваат. И ако е успешно врзувањето, аминокиселината која се носи, значи аминокиселината е прикачена на транспортната РНА. Ако е успешно врзувањето, аминокиселината ќе си остане и понатаму ќе се дојде уште една, ќе се изгради протеин. Ќе го видиме тој процес понатаму, но тоа е основната работа. Значи имаме транспортна РНА која има антикодон, кој се спарува со кодонот, кој се наоѓа на месенџер РНА, антипаралелно, комплементарно, и кога тоа ќе се успее, се завршува процесот. Сега да разгледаме структурата на оваа транспортна РНА. Еве, значи, основната структура. И за имаме два цртежа, каде што едниот, овој тука на левата страна, е шематска презентација, десниот е како би изгледало повеќе во реалниот свет. Сега ова е составено од 75 до 80 нуклеотиди. Значи, овие сите овие тука се нуклеотиди. Сега, ако ја загледате структура малце подолу, ќе забележите дека има некои кои не се буквите А, С, Г, У. Него има, например, оваа тука е една чудно изгледачка буква, која изгледа како логото за психологија, малце така свиткано. Ова се нарекува псевдоуридин. Значи, псевдоуридин, личи малце колка У, и псевдо значи лажно У, значи псевдоуридин. Имаме друга структура, која е оваа, наречеме, ова е М2Г, што стои за диметилгуанозин. Имаме МГ, што е метилгуанозин, значи диметилгуанозин и само метилгуанозин. Имаме и други структури, како ова тука, што е УХ2, што стои за дихидроуридин. Значи дихидроуридин. И уште една последна структура, која ги има повеќе, МЛ, што стои за метилинозин. Метилинозин. Исто така имаме и јамки, се повеќе специфични работи, ама не се толку важни, ама имаме Д јамка и Т јамка, место каде што се сврзува, со зелена боја, аминокиселината, која е 3' хидроксилен крај, и антикодонот и кодонот, кои се на оваа дека позиција, која боја да земам. Значи тука доле, кодон и антикодон кои се спаруваат антипаралелно, комплементарно. Ваквата структура самата се добива со комплементарно врзување на водородните бази кои се наоѓаат.
Сега од кај ги добиваме овие ТРНА молекули? Значи како што си имавме ДНА, ДНА обично со плава е цртам. Чека да се вратам. Значи како што си имавме ДНА и правевме од неа РНА транскрипти. РНА транскрипти кои ги правевме за кодирање на протеини, тие се нарекува месенџер РНА или информациона РНА во некои учебници. И ова беше постигнато барем кај еукариотите со РНА полимераза 2. Но имавме и други РНА полимерази кои едно од нив, мислам дека беше РНА полимераза 3, која всушност ги прави РНА транскриптите кои на крај се ТРНА, односно функционални РНА молекули. Значи овие не се РНА транскрипти кои кодираат за ГНА, него кодираат за функционални РНА молекули кои ги спомнавме уште во видеото за репликација на ДНА. Сега кај некои организми, например кај Escherichia coli, има дел од генот кој кодира за повеќе вакви ТРНА и целиот се транскрибира од еднашка, па потоа тој ран ТРНА молекул се крати со помош на посебни ензими во повеќе помали ТРНА молекули. Имаме различни ТРНА молекули, значи не е едно, во зависност која аминокиселина ни треба. Например, овој ТРНА молекул носи една аминокиселина X, овој носи друга аминокиселина Y, овој Z и така натаму. Значи не е една ТРНА. Исто има случаи каде што исто така, као дека што беше со Escherichia coli си имаме и се прави РНА транскрипт, ама тој РНА транскрипт е всушност за да знам со некоја друга боја веќе дека стана многу портокалово. Тој РНА транскрипт е всушност за рибозомална РНА, али внатре од тој, кој ќе се скрати под дејство на рибонуклеаза П, од тој пак ќе се добија ТРНи. Значи ТРНа ќе се добија од рибозомска РНА со помош на овој ензим. Значи постојат различни начини да добиваме повеќе ТРНа молекули. Но кај еукариотите, како и со месенџер РНА, мора да е покомплицирано. Нели кај месенџер РНА кога ќе се направеше, требаше да се процесира, па после процесирањето да излезеше надвор од јадрото за да се користи. Па слично се случува и со ТРНА. Значи ТРНА кој ќе се направи, кој ќе се добие транскриптот, треба на пример да се отстранат делови со помош на ензими. Значи еве го овој тука дел се отстранил, потоа исто имаме 5 место за сплайсинг, 3 место за сплайсинг, се прави сплайсингот со страна од тој, се прилепуваат останатите делови, се добива наредната молекула, потоа исто се додаваат рибонуклеотиди, како што може да видите дека на 3' крајот се додала верига, оваа тука, АЦЦ, која понатаму ќе се сврзе, ова е 3-хидроксилниот крај, ќе се сврзе аминокиселината, исто така и се модифицираат некои рибонуклеотиди кои се наоѓаат овдека бележано со црвени точки. Значи, некои се изменуваат, значи поминува 1, 2, 3, 4, 5 фази на процесирање. Значи се отстрануваат непотребни делови, се прави сплайсинг на интрони, се поврзуваат двата краја, се додаваат рибонуклеотиди и се изменуваат веќе некои кои биле присутни. Добро, сега ќе видиме како се поврзуваат аминокиселините со транспортната РНА, но претходно да го разгледаме еден така наречен феномен на колебање или wobble на англиски, што не се преведува така, но така во македонската литература. И спрема оваа хипотеза, препознавањето помеѓу антикодонот, значи имаме антикодон и кодонот, значи тука имаме нели 3 азотни бази кои треба да се сврзат обратно, нели, антипаралелно, комплементарно. Важно за препознавањето е третата позиција на кодонот, што тоа би било оваа позиција, трета позиција кодонот, и првата позиција на антикодонот, што би било оваа позиција. Веќе нели ова е 5, ова е 3, ова е 5, ова е 3. И секогаш читаме од 5 кон 3. Тоа е правило што го имаме земено по договор. Например, бидејќи некогаш првите две од кои ќе се спарат, третото
може да се спари со некоја друга база, а да нема некоја голема промена. И ова е чудно, не се знае баш што, зошто, како. И има, знаеме, кои оприлика бази може да се спарат со која друга. Ова е, значи, редкост, ама важно е да се спомне. Добро, дај сега да видиме како, значи, рековме, нели, да, сам со црвена боја ќе ја представам, имавме ТРНА, и таа ТРНА на 3 хидроксилни од крај, нели, рековме дека прикачува аминокиселина. Па да видиме тоа како се случува. Значи, за тоа се случи ни треба ензим. Која боја да го нацртам ензимот, нека биде со сива боја. Тој ензим има 3 места, значи 1, 2 и 3 празни места, на кој прикачува 3 работи. На едното прикачува ТРНА, значи ТРНА, која нема ништо на нејзе. На второто прикачува АТП и на третото прикачува аминокиселина. Сега, овој ензим се нарекува аминоацил ТРНА синтетаза. Значи, амино, ацил, киселина, ТРНА и дека синтетизира. Значи, така. Имињата обично на ензимите секогаш се многу прости, ама поентата е што има толку многу ензими и почнуваат да се мешаат. Сега како работи? Значи, првин ги зима АТП и нормално ова комплементарно бира која ТРНА ќе влезе со која аминокиселина, бидејќи не може, зашто има многу видови на ензими и комплементарно ги врзува. Не може да влезе која било ТРНА со која било аминокиселина. Но добро, првин се врзуваат, која боја да ги земам, жолта. Се врзуваат аминокиселината со АТП и даваат аминоацил аденилат, или овдека прикажано сликава како аминоацил АМП, што е исто, си исфрла нели од реакцијата пирофосфат и се добива тоа соединение. Тоа соединение понатаму со помош на ензимот и енергијата нели која се искористила при трошење на АТП ги спојува, значи ова соединение аминоацил аденилат плюс ТРНА со помош на естерификација и затоа ова е тука ензимот кој во тоа помага и се добива аминоацил ТРНА. Значи се добива аминоацил ТРНА. Односно се добива ова. И врската која се образува овдека е естерифицираната врска, значи со која боја. Тука нели се образува врска помеѓу аминокиселината и ТРНА и таа врска кога се хидролизира, таа енергија овозможува да се врзе едната аминокиселина со другата аминокиселина со третата, за да може да се образува полипептид. Но тоа ќе го спомнеме подоцна. Сега тука има еден експеримент кој сакам да го спомнам, бидејќи добро, ние нели рековме дека препознавањето се врши спрема реакција на кодон антикодон, ама порано не знаеле и направиле еден експеримент каде што всушност земале ТРНА, значи ова е некоја си ТРНА која е специфична и врзува цистеин. Значи овдека ставиме дека врзува цистеин. Значи врзува цистеин. Но они со сила, значи ја земале таа РНА која со таа ТРНА нели си содржи специфичен антикодон кој е комплементарен за се врзе каде што треба цистеин. А они наместо цистеин му ставиле аланин. Значи му ставиле аланин. И со тоа сакале да видат дали кога ТРНА, значи дали кога ТРНА ќе стигне во рибозомот, значи го имаме рибозомот, имаме двете субединици, имаме тука дали месенџер РНА, дали ќе го инкорпорира како цистеин, што не може да го направи тоа, или ќе стаи аланин. Значи ако во крајниот полипептид, значи во крајниот протеин кој ќе се добие,
Така тој ќе бил направен од различни аминокиселини. Ако го виделе дека тоа место специфичното има цистеин, тоа значи дека не ја примила ТРНА, бидејќи препознавањето се врши спрема аминокиселините, а не се врши спрема спаровањето на кодон-антикодон. И со тоа потврдиле дека всушност се врши спрема кодон-антикодон, бидејќи била внесена аланин, иако ТРНА е специфична за цистеин. На некој начин го прелажале рибозомот. Сега до сега зборевме за транспорт на РНА, но како што рековме за правење на протеини се потребни рибозоми, а рибозомите се составени од рибозомална РНА, значи од рибозомална РНА плюс протеини. Сега како ги добиваме вие рибозомална РНА транскрипти? Значи како што си имаме ДНА повторно, се транскрибира РНА молекула. Сега рибозомските, бидејќи обично имаме кај бактериите имаме 3, значи имаме 5S рибозомална, 16 и 23. И сите овие 3 се транскрибираат во еден голем РНА транскрипт, кој после подлежи на неколку реакции. Значи прво се метилира, значи се додаваат CH3 групи на некои од 2' јаглеродни атоми од рибозата, и потоа со рибонуклеази се цепнува на повеќе интермедиарни молекули. Ево дека на слика можеме, значи прво се метилира, се додаваат овие црвениве и после се пресекува на одредени сегменти, па се отстрануваат краевите кои се некодирачки делови, untranslatable regions или пак еден вид на интрони. И на крај се добиваат финални молекули што зрели на некој начин рибозомални молекули, каде што кај бактериите тоа се, како што реков, 16, 23, 5 и ТРНА. Значи се добива една ТРНА, каде што и преходно спомнав дека може да се добие од рибозомална. Сега што е тоа S? S е всушност вредност за седиментација. Ги ставаат во раствор и со која брзина се спуштаат налу кон растворот на уцата центрифуга, се добива посебна вредност. Тоа работи на посебни принципи, но најмногу зависи од површината која ја зафаќаат. Ама спрема тоа ги класифицираме дека се различни. Сега кај еукариотите, значи ова за прв пат да е до некаде полесно спрема прокариотите, зашто обично секогаш е покомплицирано кај еукариотите, се добиваат 18, 5,8 и 23 S рибозомални РНИ. Се добива и 5, ама таа не се транскрибира од еден голем РНА транскрипт, па да се цепка на повеќе, него таа се транскрибира од посебен ген и таа е директно подготвена во наводници. Сега како што до сега научивме, значи месенџер РНА доаѓа во овие рибозоми, таа како е гласник, значи со портокалова боја, за како се синтезираат протеини. Така, сега рибозомите се мултимолекуларни комплекси, како што реков пред малку, составени од протеини и од рибозомски РНА молекули. Значи имаме рибозомски РНА молекули плюс протеини влегуваат во состав на овие субединици. И во главно имаме една голема и една мала субединица. И овие рибозоми зафаќаат околу 25% од клеточната маса, барем кај бактериите кога растат. Така се многу важни. Некојаш има експерименти правено кај што се изолирани еукариотски рибозоми, ставени се во прокариотски клетки и всушност функционирале. Иако обратниот процес не работи, бидејќи еукариотските системи некој многу се покомплексни. Но главно е да кажеме дека имаат голема и мала субединица. Значи, ево дека на оваа слика ги пишува голема и мала субединица кои имаат сложена терцијарна, односно кватерна структура, бидејќи се изградени од протеини врзани со рибозомски РНА молекули и е многу комплексна структура. И сега нормално дека имаме разлика кај прокариоти и еукариоти. Кај прокариотите, односно поточно кај Ешерихија коли, се зашто често е Ешерихија коли, бидејќи тоа е модел организам и за молекуларни биолози, и за микробиологија, значи тоа најчесто се потребува. Еден целосен рибозом има 70S вредност, а додека неговите делови, значи голема
големиот и малиот дел, имаат 50 и 30. Само можеш да забележиш како тој имаат 50, а ово има 30 и даваат вкупен збир од 70. Поентата не работи како со проста математика, бидејќи поврзано со површината. Значи, кога се раздвоени имаат поголема површина него кога се споени. Прост пример како би било, например, ако имавме еден правоаголник и да го измериме периметарот. Така да речеме, ако оваа страна е 1, оваа страна е 3, значи оваа исто е 1, оваа е 3. Сето ќе биде 3 плюс 3 6, плюс 2, тоа е еднакво на 8. Така, некоја си вредност, нема сантиметри, метри, нема врска. Сега го скратавме овдека на пола, така, го скратиме на пола да добиеме 2 единици. Ова исто ќе биде 1, 1, ама сега и овдека и двете страни ќе бидат 1 и 1. Горните страни ќе бидат 1,5, 1,5 и ова 1,5, 1,5. Сега да видиме вкупно за двете единици заедно. Тоа ќе биде 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, тоа е 4, 4 плюс 3 плюс 3, тоа е 6, значи вкупно ќе биде 10. Значи го имаме истото делче, само со тоа што го поделивме на пола, периметарот од страна се зголеми. Значи сега имаме периметар 10 метри или сантиметри или што и да е, а преходно имавме 8. Така не може со едноставна адиција на двете делчиња да го добиеш крајниот периметар. Се надам дека тоа го разјасни зошто едното е 50, другото е 30, заедно даваат 70. Сега што се направени? Дел од 50 S е направен од 23 и 5 S ерена плюс 31 протеин. Значи они се мамбо джамбо собрани заедно. Дотека 30 S делот, малата субединица е од 16 S ерената. 16 S и плюс 21 протеин. Значи кај прокариотите ги има овие рибозомски ерени и плюс има вкупно 52 протеина. Кај еукариотите целосната единица е 80S, нешто е поголема, додека големата е 60S, малата е 40S. Идеме тука нешто што многу да објаснувам, значи големата е 28 и од 5,8 и од 5S субединиците, додека малата е од 18S и вкупно имаат колку е 82 протеина. Значи од тоа се изградени двете субединици. За протеините кои се внатре, значи внатре не реков дека има протеини, така има протеини кои се поврзани со овие виолетова боја рибозомални единици на многу комплексни начини и граат структурата тука на лева страна која прикажавме претходно. Тие се заедно се држат со јонски и хидрофобни врски, ама не со ковалентни. Значи не со ковалентни. Значи не со ковалентни, значи јонски и хидрофобни врски. Интересно е дека ако го разградиме, значи ако овој рибозом го раскршиме на различни делчиња и сите кои се замина своја насока со помош на детергенти или нешто слично, ако го отстраниме детергентот, тој ќе се вклопи како што си бил пред да има детергент, значи си се спакува како што си бил, бидејќи се иде под конец како. Значи самото се само асемблира, се само склопува како што си било. Сега основната функција на овие рибозоми е всушност тие се фабриката кај што се прават протеините и главна улога е да обезбедат прецизна интеракција помеѓу месенџер ерената, значи месенџер ерена, ова што имавме внатре, и помеѓу те ерена таа која доаѓа, нели, тоа како детелина што изгледаше. И детелината доаѓа и треба да имаат прецизна интеракција. И тоа го обезбедува рибозомот. Нели, ќе се создадат водородни комплементарни врски помеѓу базните парови, кои нема да се задржат доволно долго. Значи рибозомот има улога да потврди дали се совпаднале, ако се совпаднале го задржува, ако не ќе се сврли, се бара
другата е RNA. Значи и транслацијата на полипептидна синтеза според Елена Урнек е на некој начин слична како и транскрипцијата и репликацијата, односно има инициација, елонгација и терминација. Сега рибозомите, значи ако имаш еден рибозом кој е направен голема и мала субединица, тој не е ограничен да се врзува само со еден вид на месенџер RNA. Значи тој се врзува со сите месенџер RNA кои се наоѓаат во растворот. Значи нема врска, нема такви ограничувања рибозомите. Значи на некој начин рибозомот е еден вид на работилница кај што се формираат протеините кои после нели се заменуваат, каде што месенџер RNA-та е ко упатството за правење, значи ко имаш, ти си сега работник, имаш лист со инструкции, значи запишано е нешто на тој лист, ти си работникот, го читаш, а ТРНА е таа која носи материјали, значи носи материјали. И ти читаш со помош на списокот и бираш кој материјал ти треба, ми треба тој, ми треба тој, ми треба тој и ги бираш по кој редослед, на крај даваш протеин. И тоа го прави рибозомот. Сега ќе започнеме со првиот процес, значи првиот процес при синтезата на протеини, односно при транслацијата. И првиот процес започнува, односно за да започне ти треба мала рибозомска субединица, значи мала рибозомска субединица, ти треба голема рибозомска субединица, ти треба месенџер RNA, ти треба иницирачка tRNA, значи иницирачка tRNA, ти требаат иницирачки фактори, значи иницирачки фактори, се не знам со која боја да ги правам, ајде нека бидат кафена, значи иницирачки фактори, и ти требаат GTP, значи за енергија GTP, значи не се користи ATP, се користи GTP и магнезиуми иони, значи магнезиум 2+. И сите овие единици се потребни за да може да се врши на инициирање на транслација и одвивање на транслацијата. Сега да видиме, значи иницирачката транспортна RNA, кај прокариотите е натоварена со хемиски модифицираната метионин, нели рековме дека, ајде вака, имаме малата субединица. И на неа се врзуваат два иницирачки фактори, значи IF1 и IF3, значи вкупно ги има 3. Значи да ги бележиме тие со кафена боја. Значи доаѓа фактор IF1 и се врзува дека да речеме некој поголем е овој. Се врзува IF3. Сега после ова се врзува и месенџер RNA-та. Се врзува месенџер RNA. Сега прво збориме кај прокариоти. Значи секојаш почнуваме со прокариоти. Овој сега тука мал дел ми е преснимување, бидејќи претходно нешто не сум го снимал аудиото, но треба да кажам дека тука сега треба да се сврзе транспортната RNA која го носи протеинот. Таа нели требаше да се сврзе на стартниот кодон, односно AUG, значи овдека имаме AUG. Сега таа за да се сврзе, нели ќе се дојде и личи на детелина, нели носи и протеин на нејза. За да се сврзе, треба да го препознае AUG, ама зошто? Па да не се сврзе на некој си друго AUG. Сигурно и тука има некој AUG. Како точно знае на првото да се сврзе? Она почнува да чита онма од 5 прим крајот, ама за да не утне, значи може да се случи, например, како што имаме рибодолната субединица, е мерена да се сврзе вака. И тошка таа може да почне да се прикачи тука некаде транспортната RNA, и тошка ќе има грешка. За да не се прикачи така, него се прикачи правилно, значи се прикачи вака, треба на почетокот на месенџер RNA пред стартниот кодон
да има место за врзување со рибозомот, РБС место наречено. Значи ќе обележиме дека со мала црвена боја, значи ова е РБС место, односно рибозомско ribosome binding site, која исто така се нарекува SD секвенца или Shine-Dalgarnova секвенца, која има консензусна секвенца која е AGG. И така, значи се нарекува SD секвенца и со таа е првата која се врзува, за да знае точно каде е мерена да се прикачи на долната субединица. Сега од кога ќе го најде потребното место, AUG, значи за ТРН да се сврзе, го користи иницијаторниот фактор 1, како што претходно рековме, но го користи иницијацијски фактор 2. Значи, иницијацијски фактор 2 и се користи GTP за се ослободи енергија за да може тоа да се врзе. Добро, и сега го имаме тоа врзано. И ова целото, со се врзаното, значи ова целото, се не знам која боја е, бела, се нарекува 30S, 30 е катастрофална, 30S прединицирачки комплекс. Значи 30S прединицирачки комплекс веќе е врзан само со малата субединица. И сега од кога ќе се одвои овој иницирачки фактор 3, нели бејќи реков тоа ја спречува да дојде големата субединица, значи од кога тој ќе се одвои, големата субединица може да се прикачи. И од кога таа ќе се прикачи, тогашка се нарекува 70. Значи тогашка целото ова се нарекува 70S пред иницирачки комплекс. Значи преска беше 30S пред иницирачки, а сега е 70S иницирачки комплекс. И сега да видиме некои разлики што се кај еукариотите. Значи, како што рековме на почеток, имаме малата субединица. И сега на нејзе треба да се прикачи месенџер RNA, ама правилно да се прикачи. Кај прокариотите, нели имавме таа SD секвенца на крајот, нели како што беше овдека и на крајот имавме SD секвенца, а па овдека не можеме да имаме таа, бидејќи на крајот имаме 5' капа, која не беше заштитна, бидејќи требаше месенџер RNA да се процесира. Кај метатите немаше процесирање. Поради тоа, има една секвенца составена од 3 пурински нуклеотиди, лоцирана спротивно, значи ко 5' насоката. И тоа можеме да сумираме како RNN AUGG. AUGG. Сега R може да биде, односно е пуринска база, дали аденин или гуанин, додека N е која било база. Значи N може да е која било база. И оваа секвенца се сретнува и со оваа секвенца, која е наречена Козакова секвенца, е потребна за да се знае каде да се прикачи месенџер RNA, за може точно читање, односно кога ќе дое транспортната RNA, да може точно да прочита да најде првата AUG секвенца, за да знае точно каде се прикачи, за да почне синтезата од правилното место. И освен тоа, кај еукариотите исто така има повеќе иницирачки фактори, нели овдека имавме иницирачки 3 фактори кај прокариотите 1, 2, 3, па овдека имаме повеќе иницирачки фактори кои се потребни за да започне синтезата, и некои дури се потребни за врзување на 7-метилгуанизонската капа, нели на 5' крајот, која е ко заштита. Исто така и на 3' крајот со полиадинолатната опашка. Исто има уште еден проблем, бидејќи месенџер RNA кај еукариотите е поголема, таа во крајот што виси од рибозомот може да образува сложена некоја секундарна структура, која само ќе се иницира со комплементарно врзување на сите незини водородни врски од базите што се наоѓаат. За тоа не се случува
Има исто така инициирачки фактори, односно едни хеликази, кои се тука за да ја држат во исправена положба. Исто така на крајот од пашката имаме полиадинолатна, со нејци се врзуваат одредени протеини, кои тие пак протеини се врзуваат со капата која е на 5' и се добива еден мощно сложен комплекс. Еве една слика како тоа би изгледало. Значи го имаме рибозомот, да земам црна боја. Тука имаме некаде козаковата секвенца, имаме всушност 5' капата и на таа 5' капа дека се прикачува еден протеин, па на тој протеин се прикачува друг протеин и на тој протеин се прикачуваат протеините кои се врзани со полиадинолатната опашка која се наоѓа на 3' крајот од целата секвенца. Значи да многу е каша попара, ама тоа е. Еукариотите секогаш се покомплексни од прокариотите, барем во овие случаи. И од кога села ќе се заврши и кај прокариоти и кај еукариоти, кога ќе дојдат двете субединици, може да започне елонгацијата на полипептидната. Добро. Ајде сега да видиме како се случува елонгацијата на полипептидната верига. Значи, од кога се врзаат двете рибозомски субединици и е тука месенџер RNA, започва втората фаза на транслација, односно елонгација. Сега имаме три места. Значи, на големата субединица имаме место А, кое стои за аминокиселинско место. Само така може да си го гледаме. П, кое стои за полипептидно. И Е, кое стои за излезно, значи екзит. Веќе, уште од пред да започне ова, уште од минатиот процес, тука си беше прикачена ТРНА, која носеше аминокиселината метионин или N-формил метионин, бидејќи ова се случува сега кај бактериите. Значи веќе е натоварена. И ова е единствениот случај каде што аминокиселина може директно да, односно ТРНА може директно да се внесе во П местото. Сите други што ќе доаѓаат, преминуваат во А местото, па идат после во П местото, па во Е местото, па надвор. Значи, ова е единствената која, бидејќи првата, и одма доаѓа на П местото. Сега, во секој даден момент, може само две места да се пополнети. Значи, или ќе биде П пополнето и Е, или ќе биде П пополнето и А. Зошто? Зашто секојаш може да има две, и сега да речеме пополнето П и А, и двете се мрнуваат лево, така да ќе биде, таа што беше во А ќе биде во П, таа што беше во П ќе биде во Е, и наредниот, кога ќе се додаде наредна, пред да се додаде наредна, таа од, чим ќе се додаде наредна усвари во А, таа од Е ќе искочи, и пак ќе имаме А со П, па пак ќе мрне таа, па и оваа ќе мрне, ќе имаме една во Е, и после таа од Е ќе искочи, ќе дојде една во А и цело време тој процес ќе се врти. Значи само две места може да бидат зафатени. Или Е и П, или А и П. Значи не може Е и А. Сега во првиот чекор треба да внесеме транспортна RNA, значи овдека треба да внесеме транспортна RNA со протеинче кој ќе си го носи. И за тоа да го направиме, бидејќи имаме транспортни RNA во растворот и тие си носат протеин или со нив. За тоа да го направиме ни требаат два елонгацијски фактори. Значи претходно имавме иницијаторни фактори, сега имаме елонгацијски фактори. Значи првиот елонгацијски фактор, од лево овдека ќе пишувам, првиот елонгацијски фактор е ТС. Имаме втор елонгацијски фактор кој е ТУ. Односно првиот беше ТУ, вториот е ТС. Мислам добро, нема некоја последователност, може кој било редослед ги кажам. Сега што прават? ТУ на него има врзано, односно се врзува со ГТП. И он како таков, врзан како со ГТП, се врзува со аминоацил ТРНА. Аминоацил ТРНА значи дека е врзана со аминокиселина ТРНА. И како така врзани, одат и влегуваат во
А местото. Значи влегуваат во А местото. Тука е протеинчето што си го носи. И овдека се е него прикачен. Прикачен е овој EFTU. Исто е врзан со GTP. И ако е комплементарно, ако е правилно тоа што се внело, значи овој тука антигонон што е доле е правилен со тука некој што е XYZ, тогашка ќе се прифати транспортната ерена и ќе се откачи овој EFTU GTP елонгацијски фактор, значи овој дел ќе се откачи од аминокиселината. Сега ќе пробам да го избришам целиот, за да речам дека се откачил. И тој сега патува во растворот како EFTU, ама сега не е GTP, него сега е GDP, зашто еден фосфор се искористил за да се откачи. Сега доаѓа елонгацијскиот фактор TS доаѓа и му дава фосфор. И сега елонгацијскиот фактор TU повторно е елонгацијски фактор TU GTP. Значи, сега ќе ставаме една шема за ова, се да го видиме полесно. Осно, добро, ќе ставам шема и па ќе продолжиме со наредните чекори. Значи, еве сме. Значи, имаме 1,70S иницирачки комплекс и имаме некоја си аминоацил ТРН, која се врзува со елонгацијски фактор TU, кој е со GTP. И кога ќе се прифати врската, се откачува елонгацијскиот фактор TU и се ослободува фосфор, ама сега е како GDP. И потоа, елонгацијскиот фактор TS му враќа пак фосфор и тој пак станува EFTU GTP. И ова има една јамка тука, значи вака што се врти ова. Добро, сега ќе продолжиме на наредниот чекор. Само вие некои работи да ги избришам ако успеам. Добро. Вториот чекор, односно чекај избришав и таа сега ново инсталираната аминоацил ТРН. И сега наредниот чекор е каде што треба да се сврзат овие две аминокиселини. За тоа да се направи треба две реакции. Значи првата реакција каде што првата аминокиселина треба да се одвои од ТРН, таа која се наоѓа во П местото, а втората е создавање на пептидна врска помеѓу таа аминокиселина и таа која се наоѓа во А. Значи вие две се треба да се поврзат и плюс, добро, тоа наредниот чекор ќе го спомнеме, тоа е третото, таа што е од А да отиде во П. Значи се треба овие две аминокиселини да се поврзат. За тоа да се случи, тој го катализира самиот рибозом, односно пептидил трансферазната активност на рибозомот. Сега таа пептидил трансферазна активност на самиот рибозом доаѓа од неговата од рибозомалната ерена. Значи прво сум мислел дека бидејќи нели рибозомот, како што рековме, изграден од протеини и тие протеини плюс имаат рибозомална ерена поврзана помеѓу нив. И се мислело дека доаѓа од протеините, бидејќи сите други ензими се протеински настроени. А всушност и од кога ги отстраниле протеините, таа пак си имала катализирачка улога. Така да не доаѓа катализацијата од протеините, него протеините се тука за да одржат само структурата. Значи имаат ко скеле структура некоја си. Значи катализацијата доаѓа од пептидил трансферазната активност на самиот рибозом од рибозомалната ерена. И со тоа затоа го нарекуваме рибозомот рибозим, бидејќи рибозим означува всушност каталитички ерена молекул. И сега во последниот трет чекор, всушност целиот овој комплекс, треба да се мрдне за еден кодон на десно. Односно од 5 кон 3'. За тоа да го направи, потребен му е елонгацијски фактор, повторно. Сега елонгацијски фактор Г. Значи елонгацијски фактор Г
И тој троши GTP, значи троши со жолта боја да го направам, значи троши GTP, со цел да го мрне целиот тој комплекс за еден кодон на десно. И кога тоа ќе се случи, овие транспортни ерени ќе се мрнат сите двете на лево. Едно лево. Интересно е што овој полипептидниот синџир се нели ќе биде за едно овдека поголем, а таа ТРН овдека што ќе се префрли ќе биде празна. Значи нема да има протеинче анизе. И синџирот кој овдека цело време се прави, се зголемува секогаш останува во П локацијата. Значи расте, бидејќи цело време доаѓаат и тоа постојано се случува. Бидејќи оваа аминокиселина ќе се префрли на незе, така, ќе стане 2 и после нели сега во третиот чекор кога оваа ќе дојде на незино место, ќе биде со 2. Да, ја сега да ги избришеме, ќе биде со 2 аминокиселини и повторно тие 2 ќе се префрлат на едно ново и тоа кога ќе дојде ќе биде со 3. И после тие 3 ќе се префрлат и тога нели ќе станат 4, па тие 4 ќе дојдат на таа страна и после нели од 4 ќе се префрлат и цело време така се врти тој процес, се дори да се направи голем полипептиден ланец. Значи така, се користи елонгацијскиот фактор G, кој троши GTP, се помрнува целата субединица за еден кодон десно, се доаѓаат нови транспортни ерени, односно аминоацил ТРН и целиот процес се врти и се прави полипептиден ланец до каде се дори да стигне до терминирачка секвенца. Односно до стоп кодон. Зашто ќе збориме сега? И како што рековме претходно, значи елонгацијата се врши, се прави полипептид, се дори да стигне до стоп секвенца, која да речеме, имаше 3, да ги напишем тука, тоа беа UAA, UGA и UAG. Значи, чим ќе стигне некака таква секвенца, да речеме UAA, поентата е што нема транспортна ерена што може на таа да се врзе, така да се врзуваат така наречени релисинг фактори. Значи, да ги речеме релисинг фактори, кој е слично со релисинг факторите од хипоталамусот, ама нема врска. Кај еукариотите имаме 1, 2 и 3 релисинг фактор. Што е фората бидејќи има 3, едноставно релисинг факторот 1 препознава стоп кодоните на UAA и UAG. Значи ги препознава првиот и третиот. Вториот релисинг фактор ги препознава UGA и UAA. Значи вториот, да земам со некоја друга боја, ги препознава UGA и UAA. Третиот не препознава никаков стоп кодон, едноставно кога еден од овие два, значи дали првиот ќе препознава нешто, третиот доаѓа, се врзува со него, исто тие се врзани со GTP, значи врзани со GTP, и GTP се хидролизира и ослободува енергија за да се раскине пептидната врска помеѓу транспортната ерена која се наоѓа во П позиција и полипептидот. Значи оваа дека врска ќе се раскине, ево тука да заокружам кај што ја раскина врската, и полипептидот ќе се замине. И од која ќе се замине, едноставно се овој што се наоѓа во Е ќе си оди и тој, и едноставно процесот завршува. Се откачуваат сите елементи. Кај еукариотите исто има релисинг фактори, само што се бележат Е за еукариоти, исто релисинг фактори, нема 3, него има 2. Сега, што е фората? Едноставно првиот, значи, кај прокариотите 1 и 2, разликува различни стоп секвенци. Епа кај еукариотите, значи ова е едно од работите кај што еукариотите бар се попрости, релисинг факторот 1 ги препознаа сите стоп кодони и после релисинг факторот 2 го прави тоа што го прави релисинг факторот 3. Се врзува со релисинг факторот 1 и прават еден комплекс кој заедно со GTP ја хидролизира врската на полипептидот со транспортната ерена и се ослободува и прекинува целата транскрипција. И тоа беше транскрипција. Сега има уште неколку работи, ја спомнам, а тоа беше
главниот дел. И сега да разгледаме некои општи работи за транслација. Значи, интересно е да се каже дека кај прокариотите брзината на транслација е 15 аминокиселини во секунда, додека кај прокариоти. Кај еукариотите тоа е многу помалце. Значи, тоа е околу 2 до 5 аминокиселини во секунда, што е многу помал број. Исто така, треба да се напомене дека при синтеза на овој полипептид, за кој до сега зборевме, се троши многу енергија. Значи, многу енергија се троши. Кај се троши, мислам, не спомнавме многу места, ама сега да го сумираме. Значи, кога се правеше, кога на ТРН закачувавме аминокиселина, трошевме 1 ГТП. Исто така се трошеше ГТП за да се врзе оваа ТРН во А местото на рибозомот. Значи во А место, и за тоа се трошеше уште 1 ГТП. Се трошеше ГТП за транслокација на целиот рибозом, значи целиот рибозом го движевме од 5 кон 3', во третата фаза на елонгација. Се троши 1 ГТП и за иницијација на транслација, односно за иницирачката ТРН натоварена со метионин, како и по 1 ГТП за терминирање на транслацијата, односно за кога имавме релисинг факторот, кога се врзуваше, например, првиот со третиот, има ГТП трошеа за да го откачат полипептидот од транспортната РНА, значи таму се трошеше 1 ГТП, односно се на се, колку спомнав, 1, 2, 3, 4, 5, ама на просек е отприлика 4, значи се трошат 4 енергетски богати фосфатни соединенија за синтеза на полипептиди, и едноставно е пресметано дека околу 90% од енергијата произведена, барем кај Escherichia coli, се троши за синтеза на полипептиди. Значи 90% од енергијата се троши за синтеза на протеини, што е невројатно. Сега ќе збориме за една структура, навидум структура, која овозможува подобра синтеза, поефикасна синтеза на овие протеини, односно со истовремено поврзување повеќе рибозоми. Како што знаеме кај прокариотите, значи еден прокариот, да почнам со други бои. Како што имаме ДНА кај прокариотите, се прави РНА, и додека се прави РНА, додека се транскрибира, директно подлежи, поврзана е со рибозоми, и директно, како што е овдека, се прават полипептидни ланци. Така, значи, има повеќе рибозоми. Тоа сакам да кажам. Значи, има повеќе рибозоми и како што се движи, како што се прави, така, уште си иде натаму, и си тераат и овие рибозомите, грешка. Овие рибозомите си се движат од 5' кон 3', и они си одат и се додаваат уште и уште. И, значи, не мора да биде една по една. Значи, една месенџер РНА да иде на еден рибозом, па после пак да иде на рибозом, па пак да иде на рибозом, за да се прават протеини. Значи, од еднаш кога се прават многу протеини. Значи, овој цел процес и овие сите се собираат во едно голямо купче. Сега, бидејќи кај еукариотите овој процес е одвоен, значи, месенџер РНА на друго место треба да се процесира за да искочи од цитоплазмата, затоа кај нив, како што е месенџер РНА-та, таа се замотува во една циркуларна структура. Зошто? Веќе дали има два краја, значи имаш 5' крај, имаш 3' крај. Сега 5' крајот, капата на 5' крајот, значи 7 метилгуанозинската капа, се врзува со протеин, со фактор, значи ако нацртаме со, не знам, оваа боја, има тука еден фактор кој се нарекува E, I, F, E, 4, усвари ова е G, 4, E, значи ова тука е G.
Значи се врзува со тој фактор. Во истовремено, 3' крајот се врзува со пабри протеините. Значи он се врзува со протеини кои ќе ги бележиме, не знам, со кафена боја. Значи, овие се пабри протеини и тие двете заедно се врзуваат и всушност месенџер РНА-та добива оваа циркуларна структура. И на таа циркуларна структура си се прикачуваат рибозомите и си се движат во 5 кон 3' краевите. И како ќе се движат, кога ќе стигне до 3' крајот, се расклопува, значи се расклопува двете субединици и двете субединици си вртат цел круг и пак почнуваат од 5'. И значи кој едно вовче си прават. Тргне од 5' крајот, стига до 3' крајот, чим стигне до 3' крајот, се разложува на двете субединици пак вртат круг и пак стига. 5' крајот, па пак 3' крајот и така натаму. И така цело време всушност се синтезираат протеини. И од една месенџер РНА рибозомите како што си вртат, цело време прават нови и нови протеини. Така не мора една месенџер РНА да се прикачува на еден протеин и постојано на еден рибозом за да прави протеин. И овие структури се полирибозоми или исто така наречени полизоми, што се доста важни за ефективна синтеза на протеини. И сега да спомнеме уште некои разлики во транслација помеѓу прокариоти и еукариоти, како да немаше доволно разлики. Значи, како што знаеме, кај прокариотите, сега вземаме пример за Escherichia coli, геномот е циркуларен. И сега делови од геномот транскрибираат врз месенџер РНА субединици, едните кодираат за протеини, едните прават протеини, другите прават некои си рибозомски РНА молекули или транспортни или нешто друго. Така, сега имаме такви кодирачки региони, ама имаме и некодирачки региони. Значи ова може да речеме дека некодирачки регион, ама иако не е некодирачки, тој врши регулација врз регионите кои се кодирачки. Сега исто така кај прокариотите транскрипцијата на повеќе од еден до друг поставени гени се групирани во еден регион, ајде сега некоја друга боја, значи се групирани во еден регион кој се нарекува оперон. Значи, повеќе транскрипција на повеќе еден до друг поставени гени кои се групирани во последен регион се означени како оперон. И овие гени се нарекуваат полицистронски гени. Значи, регионот е оперон, ама гените кои се наоѓаат во тој оперон се полицистронски. Значи, полицистронски. Вакви неаме кај еукариотите, него имаме кај прокариотите. Односно, еден голем месенџер РНА може да се всушност синтетизира, транскрибира од многу гени, да речеме дека ова е еден ген, ова е втор ген, ова е трет ген, ова целото е еден месенџер РНА и целиот е под контрола на еден промотор. Значи има еден промотор, еден ќе го прочита РНА полимеразата и натаму ќе се транскрибира. Сега исто така регулацијата на транслацијата секогаш реагира со различна ефективност, има различни клеточни механизми за менување на брзината, но може да се контролира со дејство на антибиотици, кои може да забрзаат или да забават активноста на даден рибозом. И многу исто зависи од формацијата на полирибозоми, односно полизоми. И како за крај да видиме што се случува со протеините од кои ќе се заминат после овој механизам. Односно тие треба да се модифицираат после транслацијата и тоа е многу важно за нејната крајна функција. Значи си имаме некој протеин кој се направил и сега тој треба да се модифицира на некој начин за да се знае неговата функција. Сега може да подлежи на протеолиза, каде што ќе се скрати на неколку места со помош на ензими, каде што ќе се добијат различни помали форми од истиот ензим. Исто е сретнато и преспојување, еден вид на сплайсинг,
на ниво на протеини наместо на месенџер RNA, кај што има делови кои се скратуваат, речемо овој тука дел се скратува, овој тука дел, и поради тоа се наречени тие делчиња може интеини и екзитини, као што имаше интрони и екзони, повдека интеини и екзитини. Може да се гликолизира протеинот, значи може да му се додадат шекерни групи на него. Тоа може да им помогне да поминат ендоплазматичен ретикулум или Голджиев апарат. Или пак може да се фосфорилираат, така да им се стават фосфати, со помош на фосфаткиназите. Така може да се стават фосфати или пак да се стават шекери. Сега, откот се тоа ќе се направи, тие треба да се препратат там кај што треба да одат. Нели, освен кога ќе им се стават овие сите делови, дали тие ќе седат во цитоплазмата, дали ќе бидат пратени дали ќе бидат пратени во цитоплазма или ќе бидат пратени надвор некаде или во некоја органела, треба да се модифицираат со додавање на нови хемиски групи, значи ако го имаме сега овој скратениот протеин плюс со додадена фосфатна група и додадена шекерна група на него, треба да му ставиме уште хемиска група која ќе каже на каде треба да оди, за да го насочи протеинот неговата крајна дестинација. Тоа може да биде цитоплазма, че може да го прати во цитоплазма, може да го прати во јадрото, каде што требаат посебни NLS секвенци, Nuclear Localization Sequences, кои му овозможуваат всушност да ги поминат јадрените пори, веќе јадрените пори имаат посебни, како да кажам, докинг протеини кои се наоѓаат на надворешни мембрани. Или пак каде што ендоплазматичен ретикулум е крајна дестинација, точка се дода друга секвенца, или последна дестинација надвор од клетката, да се користи како хормон и се праќа во везикула, и таа везикула после е надвор од клетката. И ова беше крајот за транслација и за протеини.